Венко Филипче со закани за затворање медиуми кога ќе дошол на власт, но сега и новинари кои според него ќе му се извинувале ако ја има моќта во раце. Директно му порача на новинарот на ТВ Алфа дека лично ќе му се извинувал. Покрај тоа повторно говореше и за некакво ослободување. И вие ќе се извинувате што ме клеветевте дека имам куќа у нерези. Вие лично. Ќе додадам и ќе ве ослободам. Уште на почеток на пресот Филипче не сакаше воопшто да одговори на прашањето на ТВ Алфа, повторно удри со навреди. Повелете, чекајте, полека. Фейк нюз на крај, повелете. А кога дојде редот сепак да поставиме прашање, воопшто не одговори конкретно дали според него бугарите биле фашистички окупатор или администратор, како што претходно имаше кажано неговиот близок пријател Зоран Заев. Повелете. Прва е целосно контра европските вредности, некои се повикувате цело време, етикетирате медиуми што го правите цело време, а само ќе поставам прашање. Пред 2 дена се одбележа денот на победата на фашизмот. Според вас тогаш кога се победил фашизмот, дали македонците се бореле против бугарскиот фашистички окупатор или бугарскиот администратор како што имавме слушната во минатото? Прво, јас не етикетирам медиуми, етикетирам пропаганда. Црна Гебелсова пропаганда, на која што после освојувањето на власта, од кога власта ќе се врати во рацете на граѓаните, на таа пропаганда ќе дое крај. Побаравме да се дообјасни дали ова е отворена закана кон ТВ Алфа, дека ќе ја затвори ако некогаш има таа моќ, повторно не конкретизираше. Да прочетам име говоривте, дали ова што сум позакана лично кон мене и кон мојот медиум како имате моќта во раце, ќе го затворите може медиумот? Ви одговорив, повелете. Инаку СДСМ пред неколку дена најавија дека ќе поднесат кривична пријава против Алфа поради објавување на златната виза на Венко Филипче, која ја добивме од свиркачи, индиректно признавајќи автентичноста на документите, порачаа дека ако била оригинал кривичната ќе била за објавување на лични поратоци. Тоа е помалку чудно бидејќи се што треба да биде сокриено согласно законот беше, а самите објавени документи се според правилата на јавниот интерес, бидејќи Филипче е претседател на партија која самиот си ја прогласува за најголема опозицијска, како и поранешен министер. На крајот го прашавме докаде е кривичната против Алфа и тоа помина без конкретен одговор. Благодарам. Да се прашање да говорите, докаде кривична пријава само за Алфа?